Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија. Добар ден од нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме заедно со вас затоа што треба да бидеме расположени. Едноставно, позитивната енергија да ја шириме насекаде и љубовта да владее помеѓу луѓето. Поздрав до сите, од каде и да не гледат или каде и да не следат. Одиме со поздравите и за нашите пријатели, а нашите пријатели се пријателите од Стокомак, па затоа да погледнеме дел од производите кои што ќе ги видиме на нашата витрина. На полиците ќе забележите повеќе производи, но многу пати кажувам и овој пат ќе повторам дека тоа се еден мал миниатурен дел од производи кои што ги имаме овде, но на големите рафтови во големите маркети на Стокомак можете да ги пронајдете сите ваши производи кои што ви се потребни за вашето домаќинство, за вашиот доручек, ручек, вечера, за вашиот десерт. Како што љубам да кажам, можеби да однесете некаде подарок. Ако ви се прави муабет, отидете си до најдалечниот маркет и тоа одејќи пеш со блиската комшика. Да ги поздравиме Стокомак и за новата линија на продажба, а тоа е македонка, обоена во црвено. Рафтовите во Стокомак се токму така со налепниците на македонка, а вие можете да ги купувате македонските производи, со тоа ги стимулирате и македонските производители. Да ги поздравиме и нив, затоа што навистина ни се потребни. Навистина е потребно македонско производство. Кога си имаме дома, лесно е. Како се вели, се што доаѓа преку граница, поскапо не чини. Затоа поздрав до нашите производители. Знам дека и денеска ќе ви биде интересно, затоа што и денеска имаме гостин кој што ќе го привлече вашето внимание. Омилен лик помеѓу и по младите и по возрастните, затоа што се занимава со спортот, затоа што е еден од многу наградуваните во својата бранша, а тоа е каратето. Веќе можеби и предпоставувате кого ќе повикам, но јас сепак ќе си го повикам Дејан Недев. Добре ми дојде. Ете така да се видиме и овде. Како си ми ти? Добар ли си? Одлично, одлично, убаво изгледаш, тоа е најбитното, спортски и ама сега и ќе готвиме. Па да. Како велиш ти, ова не е тешко за јадење. Може да се јаде. Да. Може да се јаде. Добро, ние спортистите обично внимаваме на нашата исхрана заради бидејќи оние врвни резултати кои што ги постига еден врвен спортист. Не е само потребно, значи, да имаш тренажен процес како што треба, туку мора да внимаваш и на исхраната. И на така килажата. Да, и на килажата, секако да. Да, кој што е многу видно. Карате спортот е се вбројува оние спортови каде што се бара многу експлозивност, брзина, така. При изведување на сите тие удари, покрети, дали која се демонстрираат катите или борбите, така да потребна е многу вештина и брзина. Најгледани филмови си со карате. Па да, најгледани. Да. Велат помладите, откако ги гледаат оние стари филмови со индијанци и каубојци, после сето тоа е каратето. Така да. Си следел ли филмови со карате? Па да. За да ги учиш вештините. Значи во мое време најактуелен беше Жан-Клод Ван Дам. Со нози тој многу... Тогаш ја почнав да се занимавам со карате и баш неговите филмови беа најактуелни. И тоа на еден начин ме мотивираше исто така да започнам, но јас немав друг избор бидејќи мојот татко е сакам да ти кажам, во мое време Венцислав Недев беше така да не само јас, туку и брат ми и сестра ми, сите ние не вовлече во овој спорт и можам да кажам дека не жалам, дека напротив, значи каратето ми го исполни животот со многу убави моменти, со многу убави многу патувања, пропатувавме доста низ целиот свет. Така да ќе зборуваме и за наградите. Да. Јас ти подготвив престилка, бидејќи ќе бидеш сега во улога на водач, на готвач. Да. И мислам дека ти напоменав, за мене беше најдобар каратист Венцислав Недев. Затоа што ми беше учител година и пол. Да. Повели, можеш ли? А сакаш долу, добро. Ета така, за да сосовите не прскаат во тавчето, ти ќе дојдеш овде, јас кај моето тавче, да го подготвам шпоретот и ќе си правиме муабет.
Наградите се круна на сето она што се работи во текот на она што го сакаш. Да. Но кога ќе се добие награда, некако се чувствуваш величинствено, нели? Како и секоја награда која се добива. Тоа е, наградите се мотив за секој спортист. Так. Да продолжи со тоа што го работи и да ги мотивира не само од себе само да се мотивира, туку и да ги мотивира и младите кои што ги тренираш. Кои што ги тренирам, да. Од која возраст започнуваат кај тебе? Па идеална возраст со која што може да се започне да се занимава со било каква спортска активност е 5-5,5 годишна возраст. О, малечки, добро. Да, дури во Јапонија можам да кажам, во Јапонија правило е тоа да децата кои ќе наполнат 5,5 години, односно 5 години и 5 месеци, да започнат со било каква спортска активност. Значи тие си имаат програмирано. Точно така, да. Браво. Бидејќи на таа возраст децата се и психички и физички спремни за да издржат таков некој физички напор и да ги може да ги сватат сите оние да ги сватат сите оние сложени движења и удари кои што се во каратето и во другите боречки спортови. Кај нас овде ќе речеме, 5,5 година, мајка му уште му дава храна со лажиче, а тие веќе ги подготвуваат за спорт. Така, да. Тоа е умешноста. Да, па што порано децата се осамосталат, не зборам само за спорт, туку и за секојдневните работи и навики, толку подобро и за детето и за родителите. Кој е најдобар од вас тројцата дома? Сега. Може по младите зборувам, тато да го оставиме на страна. Па добро, значи сите сме успешни. Да. Сите долг период се надпреварувавме. И значи кога зборам за надпревари мислам на меѓународни, на оние големи надпреварувања, светски европски првенства, така да сите сме носители на многу медали од најголемите надпреварувања. Можам да кажам, значи започнавме како деца, па после во кадетска, јуниорска и во најтешката сениорска конкуренција се закитевме со најголемите одличија. Значи тоа е златото. Можам да кажам дека сме едни од ретките спортисти, не само спортисти, него семејства кај нас во Македонија кои што така сите успешно за почит и за гордост ја завршиле својата надпреварувачка кариера. И за Македонија. Тоа значи за Македонија. Так, да. Ајде да видиме како Дејан Недев. Па вака јас за денеска, значи се договоривме да спремам едно јадење кое што е многу вкусно и кое што потекнува од Азија. Точно. Значи, бидејќи јас сум љубител пред се на медитеранската кујна, исто така и на азиската кујна. И овој зачини. Така, да. Овој рецепт го видов ова јадење го видов кога бев во Јапонија. Така да е доста вкусно и тоа е пилешко на јапонски начин. Сега ќе го Терияки чикен. Кога ми го испрати видеото, морав да барам превод. Да барам превод, но кога го видов видеото до крај и неколку пати го пуштив, се заљубив во овој рецепт. Сега на лице место ќе го подготвиме. Сега ќе го исецкам месото прво. Треба на коцкички, да. Така видов, на коцкички треба да биде тоа подготвено. Да. Го поставив маслото. Да не те запрашав, но беше во сончогледово масло. Да. Така да убаво вкусно ќе биде. Ајде да ми кажеш сега за најпоследната награда и последниот успех. Па ќе се навратиме за наназад. Кој што тебе ти е многу драг? Па тоа беше минатата година. Така. Значи за време на светскиот куп во Буенос Ајрес, Аргентина. Тој светски шампионат се одржа во, мислам, октомври, крај на октомври месец беше така, на кој земав учество само јас од Македонија и секако со мојот тренер, татко Венцислав, и успев да го освојам бронзениот медал во дисциплината кати поединачно, во едно исклучително тешка конкуренција. Значи учествува над 60 држави од целиот свет. Само во мојата категорија имаше над 80 надпреварувачи. Така да тој е последен резултат кој што е
така постигнат од моја страна. Ма тоа е голема работа, не е играчка. Па добро, јас више сум на залез на својата надпреварувачка кариера и можам да кажам дека као помлад сите резултати и сите медали што ги освоив во сениорска конкуренција. Како зашто си во залезот? Има години до кога може да бидеш или чувствуваш дека треба да престанеш? Па да, затоа што сите ги освои, сите места. Не само заради тоа, туку ми се случуваат доста повреди сега. Така, па добро, и телото веќе не е исто. Така да јас се надпреварувам од својата, можем да кажем, 9-10 година. Така да, активно повеќе од 35 години се надпреварувам. Јадеш ли такви каши? Па да. Сето тоа што помага, да. Каша од говедска коска. Добро, сега имаме и готов колаген кој што можеш да се пие во таблета, во прашак и така. Не е многу страшно, може да се применува. Све тоа конзумирам јас, но користам, но сепак, значи, како да ви кажам. Можеш нели слободно. Со даската. Загреано е ово? Да. Загреано. Добро. Помени, да ти помогнам. Добро. Така, во почеток на појако треба малце. Затоа и го поставив на ослица. Значи, добро. Овде нека е за мене, бидејќи ќе ти подготвам кромичче. Рековме ќе си ги делиме, братски. Да. Кромиччето е за на крај. Добро. Сусамот. Добро. И сега треба сосот да се спреми. Добро, во што го подготвуваме? Вака, имаме соја сос. Добро. Тоа е као база. Добро. Ова е оцет, јаболков оцет. Све заедно се става. Сите во еден сад. Да, ова е со само масло. Значи, овие се све намирници кои што се многу здрави. Полни се со антиоксиданси. И му дават посебен вкус. И му дават посебен вкус. Куркумата. Ова е куркумата или џумбирот. Ѓумбирот, да. Ѓумбирот е многу здрав. Сакаше да биде свеж, но ние не најдовме свеж, за да можеме да ти изрендаме. Ова е лукчето. Лукчето е изрендано, да, по сови лукчето можеш да си помогнеш. Така. Добро. Лукчето. И тоа сето се става при пражењето. На крај. Ова ти е измерен шеќер, 3 лажици. Да, ова е кафеав шеќер. Можеше во ова поголемкото да ги префрлиш сите. Ете така. Кафеавиот шеќер, исто така. Ти го одмерив правилно според рецептот. Да. Вон со... Одлично. Само... Што сакаше плюс? Или со ова да измешам, Можеш, да. Можеш и лажичка да ти додадам, ако ти е полесно. Ке треба уште малце изгледа соја сос да му ставиме. Добро. Затоа што треба да е потечно, да. Некаде од таа страна кај тебе. Да. Побели соја сосот. Во зеленото. Ете така. Во нашето зелено шишице. Ете така. Дали е отворено? Ова. Добро, еве, ова е. Ова е добро. Ова ни е сусамовото. Другото е сусам, ако ти е потребно, добро. Одлично. Затоа во тавчето изгледаше обоено кафеаво. Да. Во она што го гледав јас видео што ми го испрати ти. Добро. Што најмногу сакаш да јадеш, Лија? Па, кој што кажав, значи најповеќе сум љубител на медитеранската, но исто така и азискава нешто што си велиш, ова сакам сега дома ми се јаде, ама не знам како вика децата од стрв. Од стрв? Да. Што најмногу те тера да си побараш да јадеш? Па, зависи. Некојаш ми се јаде месо, некогаш така полесна храна, салати. Зависи од расположението. Да, добро. Исто така риба, морски плодови многу сакам. И така, комбинирам. Па и добро и нормално, мислам и убаво е да се комбинира. Да. Затоа што храната и треба да се јаде разноврсна, нели? Да. Добро, ова сега треба да ни зарумени, така? Да. Добро, јас овде ќе си подзачистам масичката и да те запрашам. Кој најмногу од светските звезди те импресионира во однос на вашиот спорт, на каратето?
жива, мислам, нели, личност со која си имаш сретнато. Вака импресии ти донесе или добро, тие доаѓаат тие се тебе со познати во тебе да светот се поздрават. Тие се во светот на традиционалното карате, тоа се мои учители, кои што од нив сум учел цел мој живот, исто така учители на мојот татко, но за жал некои од нив не се живи. Тоа се, можам да кажам, творецот на традиционалното карате во светот, сенсей Хидетака Нишијама, и исто така сенсей Хироши Ширај, кој што за жал Убаво ги кажуваш. Јас тоа никогаш немаше да го повторам. Кој за жал почина исто минатата година. Да. Тие се сматра за едни од најголемите умови на каратето во светот. Ја имав таа среќа да учам токму од најдобрите. Најдобрите. Исто така и сега има доста врвни и јапонски инструктори, но и инструктори кои што се од други европски земји, како што се Италија, најповеќе во Италија, бидејќи сенсей Хироши Ширај цел свој живот работеше и живееше во Милано, во Италија. Така да сите негови ученици, се токму од Италија. Колку лесно си го кажуваш, јас тоа треба да мислам како шушурај, не можам ни да го погодам, но ти толку правилно ги изговараш овие имиња. Сигурно доаѓаат по автограм и кај вас, многумина, бидејќи вие сте велемајстори во... Па, добро, да, мислам... големи мајстори. Долг период сме во спортот и можам да кажам дека ова го работиме ние од љубов, бидејќи стварно некои, например, се почињаат со некаква цел. Значи, ние немавме цел да, на некој начин, каратето ни стане наша професија и од тоа да живееме, од тоа... Но ете ви стана. Ни стана, но не го гледаме така. Значи, каратето ние го практикуваме професионално, важи за аматерски спорт, но ние го практикуваме професионално. Така да, кај нас во Македонија тешко може да се живее од карате спортот. Така е. За разлика од некои други спортови, кои што од екипните спортови, како што е фудбал, кошарка, ракомет. Така да, потребно е дополнително да имаш одредени некои приходи. Ангажмани и приходи, така. Да, за да имаш нормален живот. Сега, добро е што каратето, преку каратето, како што кажав, пропатувавме многу низ целиот свет. Запознавме многу пријатели, имаме многу пријатели од преку каратево. Секаде во светот, така е. Да. Така да, за мене богатство е човекот, богат е оној човек кој што има пропатувано и кој што има голем број на пријатели. Она што окото го видело и срцето го доживеало, така. Да. Тоа останува, викаат, во меморијата, да, на секој човек. Јас ти ја намалив температурата, сакаш и да ја зголемиме? Па може малку да мислев почна предвремено да се црва. Не. Добро. Може да изголемиме. Добро, ајде. Да. Одиме на поголема. Да. Сега да сакам да те запрашам за кој надпревар ти остана како така во душата си, велиш, таму отидовме, освоивме место, ова беше посебно и земјата и настаните. Можам да кажам, значи има неколку што ми се така при срце. Сите да си ги кажеш. Да. Значи, тоа е на почетокот на мојата надпреварувачка кариера. Можам да кажам пред 30 години, кога за прв пат станав шампион на Европа во кадетска конкуренција и тоа на Европско првенство кое што се одржа тука во Македонија, во Скопје. Кај нас тука. Кај нас. О, браво. Така да можам да кажам дека тоа првенство ми даде така елан за да продолжам енергијата и енергија, да. И можам да кажам после тоа надпреварување, надпреварувачката кариера ми
ми тргна во нагорна На линија. нагор. Значи, Така појдовната да, точка од земјата матична, од градот. Така, да. Браво, да. одлично. Се сеќавам, значи европското првенство се одржа во универзалната сала. О, ете, тоа не го знаев, дека преубаво беше организирано. Исто така 3 години подосна бевме организатори на европско првенство и таму исто така Свечено, убаво. се закитив Да. со неколку златни медали. И веќе после тоа, значи од 98 кога наполнив 18 години, кога станав полнолетен, почнав да се натпреварувам и во сениорска конкуренција, во најтешката. Кадетите се под 18, а сениорите над 18. Кадетите се 14 и 15 Па години. тоа е уште ака пубертет, така. Јуниорите се а до ти излезе 18 години. со многу медали на себе. Така, да. Браво, браво. После тоа више во сениорска конкуренција, можам да кажам дека на тие надпревари се сретнав на некој начин со моите идоли од каратето. И се надпреварував со нив. Значи во почетокот беше многу тешко, бидејќи беа многу поискусни од мене и секогаш губев од нив. Но можам да кажам, па имаше моменти на големи разочарувања, дури размислував и да се откажам, бидејќи бев многу близко до освојување на медал, но сепак не успеав, но упорноста која што ја научив од мојот татко, така, ме натера да истрам во карате спортот и да ги постигнам сите они резултати подосна и во сениорска конкуренција. Така да, после тие сите надпревари, можам да кажам, надпревар кој што ќе го паметам цел живот е Европскиот шампионат, кој што се одржа 2011 година во Ерусалим, Израел. На посебно место исто така. Да, на посебно од нашата место. Македонија одиш во друга света земја, место. Така да, на тој шампионат успеав да освојам 2 медали, од кои една златна, шампион на Европа во борби, во најтешката дисциплина и во екипно борби, заедно со екипата, освоивме 2 место, значи вице шампиони на Европа. Браво. Така да, тој резултат ми е најдраг, бидејќи го постигнав во исклучително тешка конкуренција и тој резултат ми донесе да се стекнам и со најголемото признание кај нас во Македонија, тоа е националното спортско признание кое што ми го додели државата. И така сега, вака ти вилата, Деја, вака? Да. Почит? Еве јас да укажам почит на мајсторот. Да. Добро. Еве малце ја да Браво. Па ете, тоа е навистина гордост за нас. Да. Морам да кажам само да ставам, не ставив сол и бибер. Еве не е сол, ти ги поставив поблизу, ете така и бибер за да ти бидат при рака. Тоа сакам да го кажам, вие целото семејство едноставно донесовте гордост на Македонија и сте наша гордост како македонци, но многу сте приемчиви, многу скромни луѓе. Не се однесувате како некои уфилмани звезди. Многу сте присни до луѓето, до пријателите. Ја не знам, и некои да. Некој не можеш ни да допреш до него, така, да. Ја мислам дека човек треба да остане нормален, приземен, така. Затоа што сите сме ние луѓе од крв и месо и мора да се однесуваме природно и нормално. И секоја чест вие се однесувате. Поготово ние што се занимаваме со јавна работа, треба да бидеме пример за останатите. Како и на улица да не сретна, да се поздравиме. Еве, мене ми се случува да јас сакам едноставно и во автобуси на пазарчи и секаде да се сретнам со моите... Сега ова ќе го ставам, да го намалиме лажичето. Ова лажиче полесно ќе ти биде, да, можем да го... Може на пет, нека биде средината. Ете така. Сосот. Добро. Сега ова што му дава тој посебен мирис. Лажичката употребија за да ти биде полесно. Ете. Одлично. Тоа е тоа што би рекле во готвењето кога се добиваат оние шмекот. Да, веќе мирисите при и убавината. Да. Добро. Како ни врви работата, одлично. Добро, ова сега сосема малку му треба само малку да се подзапражи.
да добие на мала густина. Да. Потоа видов дека тој сусамот се така прска, па овие се додаваат на крај зеленилата за да изгледа сето. Јас сакам вака од време на време, колку што сум интересно ти е така да експериментирам и да забавно во кујна. Така да ќерката најповеќе она која сме дома и сака ја нешто да сготвам. Ајде тато сготви така. Тато увек вика ти кога готвиш вика највкусно ми. Ете така, затоа што сега да кажам една работа. Ние, жените, сакаме дома, доаѓаме и постојано готвиме. Да. И некој пат не внимаваме баш на се, гледаме тоа да помине побрзо што имам. Но вие мажите сакате се да си имате пред вас за да не заборавите како сега. Така, да. Сите зачини, сите намирници, сето тоа и мора да биде како рецептот вкусно. Да. И затоа децата викаат ајде тато готви. Ете така. Добро. И мора да кажам дека еве чим ги спомнав децата. Така. Тие исто така ќерката и синот продолжија по моите стапки. Значи Камелија која што има 12 години е многу активна и таа почна исто така од 5 години да тренира и веќе во Македонија на нејзина возраст и нема равен никој, секојаш е прва, секојаш е шампион и на европски првенства пошто се организираат и за деца. Таа секогаш е меѓу првите тројца на европско и на светско ниво. Браво, браво. И многу го засака каратето, значи ја не инсистирав, јас ја носав и на пливање, така да затоа што деца кои што се мали во развој, тоа е научно докажано дека пливањето и каратето се најдобри спортови за правилен развој на децата на таа возраст, да. Затоа што фактички сите мускули на телото се подеднакво активни при активни, разиграни. Да. разиграни. Да. Уште долго ли или веќе ни се згуснува, сакав заради температурата. Малце, да. Добро, да не знам дали да го појачаме малце. Сакаш? Мислев да не го ајде малку ќе го повлечеме, а јас ќе го побарам рецептот на денот за шубаво камерите го доловиле. Овие вулканчиња ги гледам на прекрасно изгледа и вкусно, колеги, морам да ви кажам. Ајде одиме со рецептот на денот. Пилешко во сос. 400 грама пилешки стек, 3 лажици соја сос, 3 лажици кафеав шекер, 1 лажица јаболков оцет, 1 лажица масло од сусам, 1 лажица рендан џумбир, 4 чешниња рендан лук, 1 лажица сусам, 2 страка млади кромичиња, сол и масло по потреба. Се си додадовме како што треба, освен џумбирот што ни е во прав. Добро. Сето тоа ние тука, нели? Ете, бидејќи сега уште при крај да го ставиме сусамот. Добро. Малку. Ајде, додека сипуваш, кажи ми каде се планирате сега, бидејќи знам дека не застанувате, вие морате да патувате, да одите на нови надпревари, па ќе одите со вашите ученици кои што нели одат на надпревари, ги придружувате. Точно, да, најмладите. Така. Наредната недела веќе патуваме за Краков. Така. На светски куп за деца. Браво. Кој што ќе се одржи на 8 и 9 март. Во Краков, во преубавија од Краков. Неколку пати сум бил, по мене најубав град во Полска е Краков. Така да се спремаме секој ден за тој надпревар. Браво. И ќе учествуваме негде колку надпреварувачи? 13 надпреварувачи. Сепак сте екипа. Купно водство околу 20 члена. Така да јас се надевам као и до сега дека ќе се вратиме со големи резултати. Дај и Боже, дека ќе ви израдуваме македонската јавност уште еднашка со освоени грстна медали. Дај Боже, така се вели, бидејќи умешно тоа си го работите, го префрлуваме во уште ова да ставиме. Сакаш вака, јас мислев ќе го посолиш само, добро. Одлично. Мислам добро ти ги сецкав. Добро, одлично. Ете така. Браво, рецептот е готов. Велемајсторски, колеги, денеска имаме велемајсторски рецепт. Да. Добро. Најголемото достигнување во каратето е? Јас велам велемајсторски, но тоа сигурно има друго име.
Добро, Како се вели? да. Има, например, тие титули што се во каратето. Така. Тие се одредуваат според степенот на појасот. Така. Кој појаси така те нарекуваат. Добро. Така да јас во моментот сум сенсеј, иначе сенсеј на јапонски значи учител. Учител. Татко ми е Шихан. Најврв учител. Шихан е оној најдобар меѓу најдобрите. Или така. Шинам, Така. или во превод е Шинам значи човекот кој што ти го покажува патот. Патот. Учителот што ти го покажува патот. Одличен, убав израз. Да. Колеги, камерите кон мене, вака јас морам мојот учител да вака со поклон, господине Венцислав. дека е готово. Ти помага ли тоа лажиче или да ти додадам Не, вака друго? само Добро. Ете. Готов. Е рецептот, леле колку убаво ова изгледа, прекрасно и вкусно. Многу пати велам само што си немаме овде подпечено лепче за да можеме веднаш да си пробаме. Еве Дејан умешно без лепче вака да го вкусиме. Дејан, ти благодарам за учеството. Беше прекрасен. Ни пренесем импресии од терен. Вие сте наша гордост, пак ќе кажам, комплетното семејство. Посебно еве тебе те почитувам како наш гостин сега тука. Поздрави си го семејството и учениците. И дојдете ни со нови успеси, да се радуваме. Секако, да. Уште еднаш ми беше чест да гостувам во твојата емисија, која што е доста гледана и доста интересна и ете, јас сум дел од таа емисија. Не те запрашав, која песна ти е умилена од македонските? Вече тато убаво пееш, ама... Има многу, но најомилени ми се од Тоше, бидејќи со Тоше и приватно се дружевме. Ете така, едно И осеќавање. трениравме заедно, така да имам убави спомени со него. Убаво нешто. Драги мои, пред самиот крај сме денеска, се надевам дека ви бевме интересни. Направивме шампионско јадење овој пат. Пробајте, направете го и вие дома, и јас се разбира. И се надевам дека ќе се видиме пак. Пишувајте ни коментари, сликајте не како што тоа го правите, а јас ќе ви возвракам со многу бакнежи, многу поздрави и како ви велам, ве сакам.